Добродојдовте во Зебра. Непосредно пред еден од најголемите христијански празници Великден, ја отвараме темата за религискиот соживот и религиската толеранција. Чувствителна тема која многу пати се заглавувала во политичките лавиринти, во институционалните пресметки, но која е важен дел од нашето секојдневие и токму затоа денеска прашуваме колку е таа реална и колку е таа искрена. Денеска во нашето студио се аналитичарот Рамадан Рамадани и професорот од Филозофскиот факултет Зоран Матевски. Пред да почнеме со дискусијата, само да ве потсетам дека можете и да одговарате на ова прашање, односно да го дадете вашето мислење на нашата страница zebraonline.mk, на која што во моментот тече анкета. Исто така да коментирате на нашиот Twitter профил со хаштагот ZebraMK и на Facebook профилот. Значи, како што кажа, или дискутираме за религиската толеранција и прво би ги запрашал двајцата наши гости во врска со темата. Значи, што мислите, дали меѓурелигиската толеранција во Македонија, за која често се тврди дека постои со векови, е искрена или тоа е само една фасада зад која што се крие можеби некаква заскриена нетрпеливост или нешто слично? Да, може да. Па вака, начелно, значи, многу е вистината констатацијата дека тука заедно претежно големите религии во Македонија и во ова поднебје со векови опстојувале и имат своји традиционални кодови и понашања кои придонеле секогаш да се знаат. Значи, ние како народи имаме, значи, многу приказни каде што оџата и попот се среќаваат и така натаму. Значи, има долгогодишно таложено фолклор и секакво народно творештво кое токму укажува на овој факт. Искреноста сама по себе е секогаш апстрактна категорија која треба да се провери. Нашата искреност во меѓурелигискиот соживот во Македонија се проверува токму при инциденти, пречки и така натаму, при што јас мислам дека има два моменти кои многу ја загадуваат ова искреност или како ја расипуваат искреноста, тоа е политизацијата, значи на овие односи по политичка линија, нивната употреба и злоупотреба секако, и тоа од двете страни, значи и од страна на верските заедници и од страна на политиката. Господин Матевски? За да разговорот ни оди ова поубаво, прво да расчистиме две работи. Значи, проблемот е дводимензионален. Кога ја посматрате религиската толеранција, одите на две нивоа. Или посматрате религиска толеранција кај верници, она што почитуваниот колега Рамадан зборува, значи она што го имаме заеднички код и соживот, или она што јас по мене позначено и поважно, ја посматрате религиската толеранција кај религиските организации. Значи, во случајот кај нас, кај најголемите две религиски организации, Македонската православна црква и Охридска архиепископија и Исламската верска заедница. Значи, во зависност од тоа како они делуваат, во многу на некој начин нивниот начин на делување доаѓа и реперкусиите од нивниот начин на делување вие доаѓате до верниците и нивното однесување. И вториот многу битен момент, значи кога разговараме за религиска толеранција, тоа е едниот прв чекор. Тоа е случај кога имате допуштено, дозволено почитување на религиски другиот. Меѓутоа, двата света живеат одвоени. Значи, вие се толерирате, меѓутоа сте комплетно одвоени. Немате меѓурелигиска и интеркултурна комуникација. А вториот чекор, кој што треба да произлезе од првиот, е тој екуменизам, каде што постои религиско испреплетување, нели, и интеркултурна комуникација. Прашањето всушност е дали можеме да дојдеме до екуменизам на овие простори или она што е најмодерно сега во науката, неоекуменизам, помирување на исламот и христијанството. Па можеме ли? Можеме. Ако, ајде ќе се сетам на една мисла, ако, бидејќи сега го работев тој проект за мајка Тереза, ако мајка Тереза успеала да го помири христијанството со хиндуистичкиот фундаментализам, како прв чекор што пред нејзе никој тоа не го успеал, а ако после тоа успеала да ги помири христијанството, будизмот, хиндуизмот, исламот и јудаизмот, можеме. Тоа е едниот момент. И вториот што апсолутно ево право Рамадан, овде на овие простори тоа е возможно. Значи има заеднички код кај верниците на живење и она што е многу битно, ако ги посматрате двете религии, христијанството и исламот, од сите 150 живи религии денеска во светот, тоа се типични религии на љубовта. И преку љубовта, како највисока морална вредност, можеме да дојдеме до екуменизмот, дефинитивно. Само
Прашање е начинот на кој што Со оглед на тоа колку имавме бурна 2012 година и тука во контекст нели на убиството кај Смилковското езеро, па потоа тепачките на млади луѓе и во автобуси и во училиштата, разни пресметки и така натаму, можеме ли да кажеме дека 2012 година беше тест за религискиот и верскиот соживот на овие простори? Да, мислам дека беше тест, значи 2012 година, она што се спомнуваше како светска година, нели, на пропаѓање на светот, мислам дека во Македонија ни произведе многу проблеми. Да наведам првиот, значи по календарски почна со Вевчанскиот календар, каде значи воспоставени исламски символи беа исмејувани и тоа придонесе до некои протести во Струга и Струшко и така натаму, и од тогаш тоа беше мислам првиот настан во јануари, секогаш дури и во меѓуетнички препирања, па и меѓуполитички препирања се спомнуваше верата и религијата, што мислам дека на моменти беше насилено и дека треба да се пазиме од тоа. Посебно, значи, треба да се пазат пред се политичарите, но и верските организации, кои на моменти, значи, током скоро цела 2012 година, и МПЦ и ИВЗ редно злоупотребуваа јавноста за да се истакнат себе си, или она што јас мислам е да се заборават нивните институционални проблеми, со тоа што тие би седнале некој друг облик во јавноста, и водата ја тера на тоа дека не знам, меѓурелигиски не се поднесуваме и така натаму. Јас дури не мислам дека одвоеноста е лоша работа, кога е таа воспоставена врз однос на некои кодови на почит и на меѓусебен респект, но проблемот доаѓа во односот или во односот на една заедница или една политичко милие кон другото, и тоа придонесува на тоа што е дел, значи, и од тоа нашето долговековно живење заедно, а тоа се предрасудите. Значи, предрасудите постојат, но тие предрасуди не треба да се засилат или да се обременат со уште повеќе политизација или незнаење, туку треба да се бориме против тие предрасуди со двете најистакнати работи. Прво е знаењето, значи религиското знаење, да знаеме и за религијата на другиот, и другиот дел кој што не би можел да го наречам екуменизам, зашто почетно екуменизмот е за во секоја религија прво е за зацврстување на своите токови, секти и различни мислења, па дури тогаш настапува другото, туку постои нешто што се вика заеднички символи и испреплетувања. Наиме, кога, не знам, христијаните во Македонија би знаеле колку е Дева Марија, значи, почитувана кај муслиманите, што огромно мнозинство од христијаните не го знаат тоа, а и самите муслимани не се свесни дека се работи за иста една историчка личност, која, патем речено, значи, според Куранот е најголемата жена во историја. Значи, тоа не е ни жената на Мохамед, ни мајката на Мохамед и така натаму, туку е токму мајката на Исус, ние викаме алейхи селам. А прават ли конкретно верските заедници и ИВЗ и МПЦ практично доволно чекори за да ги нагласат овие работи, значи на терен помеѓу верници? Не, значи она што е забележано во јавноста, верските заедници прават само едно символично, значи приближување во нели државните заедничките настапи, и една што е многу, значи мислам многу погодна за манипулација, една заедничка политичко настапување. Тоа, знаете, беше работа кога нели се здружија МПЦ и ИВЗ, мислам дека беше прошла или 2011 година, професорот ќе ме потсети, тогаш кога заеднички бараа промена на устав за дефинирање на семејството. Тоа беше класичен политички, и сите тие нели беа заедно, дури поглаварот на МПЦ цитираше делови од Куранот и така натаму, но тоа беше пред се со некој политички мотив. Никогаш не остана дали беше тоа политички нарачано од некоја политичка партија или само по ниво, но беше за поседнување на еден политички простор, а не беше обратното. Значи обратното, например, пак ќе спомнам да се работи за заеднички кодови, да се каже Аврам колку е почитуван кај христијаните и муслиманите, Дева Марија и така натаму, и многу символи, дури и локално, па дури и приказните каде што се среќаваат оджата и попот. Да. Извини. Господин Матевски, каде гледате причината за овие
политички испреплатувања помеѓу верските заедници. Значи зашто се толку, особено во последниве години се појави некоја силна врска помеѓу моćните политички кампуси и верските заедници. Значи зошто тоа се случува? Да, прво Македонија е карактеристичен пример на па и целиот Западен Балкан ако го земете, значи на екстремно висок линк на поврзаност меѓу религиската елита и политичката елита. Вие имате ситуација сега кога на власт ви е една демохристијанска партија и сосема е нормално да таа демохристијанска партија во своите начела е високо поврзана со главната религиска организација Македонската православна црква. Од друга страна, основна карактеристика на исламската верска заедница е нејзината поврзаност со политичките партии, било да се на власт или во опозиција. И сега, ако се вратиме назад на прашањето колку се искрени, не е проблемот во искреноста. Сите мои истражувања покажуваат една од клучните карактеристики на религиската толеранција кај овие две големи религиски организации е тоа што таа толеранција е дозирана. Значи, она оди, меѓутоа оди до одредена граница. Кај Македонската православна црква оди до оној момент додека, бидејќи е типичен пример на народна црква, до оној момент додека не чепнете во идентитетот и во името. И на црквата, и на народот, и на државата и така натаму. Во оној момент кога ќе чепнете тука, тогаш ќе се јави човек од синодот и архиепископот и така натаму и понекогаш може да дојдат оштри тонови. Додека кај исламската верска заедница ни покажуваат истражувањата нејзината блискост до политичката елита ја прави да она таа толеранција дозирана. Значи, до оној момент, додека не добијат они некаков сигнал од политичката елита, до тука, повеќе не, ќе толерираме, меѓутоа до одреден момент, они застануваат со таа толеранција, бидејќи добиваат одредени сигнали од политичката елита, за жал, која се уште игра на таа етничка карта, до тука ќе толерираме, понатака не. Значи, целата толеранција е дозирана, а со обзир на тоа што сме во еден постконфликтен период, состојбата е чувствителна и многу е битно како сега они ќе реагираат. Бидејќи за време на конфликтот не реагираа воопшто, ги немаше никаде, не се криви за конфликтот, крива е политичката елита, меѓутоа не можеме да ги амнестираме од вината затоа што не го кажаа тоа, а што требаше да го кажат и да смират целата ситуација во Македонија. Зошто е религиската толеранција како категорија толку растеглива и толку лесно може да биде прилагодена на одредени политички случувања и општествени случувања, па се вади од фиока и се подгрева толку лесно, барем на нашите простори, и дали и натаму стоите, господин Рамадани, на вашето мислење дека одредени сегменти од диваза, например, ја подгреваат атмосферата, плашејќи ги луѓето, јавноста со вахабизмот, или МПЦ го прави тоа истото, плашејќи ги своите приврзаници и верници со основање на паралелни цркви? Да, значи тоа што го нареков, значи тука колку што е крива политиката, јас мислам дека и криви се институционалните верски, институционалната организираност на верските заедници кои на моменти чувствуваат некоја своја внатрешна слабост и таа чувствуваат потреба да ја извадат надвор, значи во општата јавност, и тоа го користат. Јас барем од моите забележувања сум приметил на 2-3 пати дека го користат како одбранбено средство, не знам, од некакви своји прозивувања во јавност за некои скандали. Мислам дека и ова карта што ја спомнувате исто во тој дел, и мислам дека начелно, значи, верските заедници би требале повеќе труд да вложат и напор во својата институционална развиеност и прогресивност, и во тоа да бидат по-блиску до народот, до граѓаните, до верниците, за да ги укажат овие работи кои се барат, а тоа е посебно во Македонија, каде имаме, значи, огромна помешаност не само преку овие две верски заедници, туку ние имаме уште 3, значи, кои ни се спомнати во уставот и така натаму, значи уште пошарена е сликата во Македонија, и добро да се знаат овие работи. Исто така, значи, и медиумите би требало што повеќе да ги работат во овие теми, не само во аспект, значи, не само кога ќе пукне нешто или кога ќе се скара нешто, туку начелно и детално да се едукативно да се истражуваат некои аспекти
аспекти, значи еве го спомнавте Великден па и Бајрам, значи ние само последниве години гледаме дека има суштински емисии или суштински покажувања на тоа што е заправо Великден, значи да свати и тој јабанџијата што викаме ние традиционално или што е Бајрам да свати и тој другите, и тоа мислам дека е тоа што треба да се направи, а со ова се повишува она заедничка маса која може да го разбере другиот. Тоа е основна работа и за толеранција и за диалог е да се разбере другиот. Во последниве години и на светско ниво и почна и кај нас такви тенденции да се појавуваат, има поконзервативни и поригидни сваѓања на религиите внатре во самите, значи има такви струјања. Како гледате, значи каде име на овие поригидни сваѓања, поконзервативни сваѓања во модерното граѓанско општество, значи особено во земја како Македонија која што аспирира да биде во ЕУ? Да, значи во било која религија или во било која верска заедница секаков таков настап треба да се третира прво внатрешно. Значи внатрешно самите христијани треба да ги третираат тие своите кои се, не знам, по-религиозни, по-нерелигиозни и така натаму, исто така и муслиманите. Кога кај нас се испреплетува, значи некои работи не стигнуваат да се средуваат интерно и сите тие излегуваат во таа заедничката јавност обременета со предрасуди, тогаш доаѓа до недоразбирање. Значи и после тоа недоразбирањето, ако додатно се користи со политизација, тогаш настануваат вакви не знам, проблеми кои се провлекуваат низ години, кои се уште нејасни за Македонија, како што беше во почеток, и спаѓаат, всушност јас мислам дека и верскиот живот и соживот спаѓаат од едно од темите во Македонија кои никогаш не се докрај искажени или обработени. Дури јас сакав и ова да го нагласам, јас мислам дека и глобализацијата е лош момент за религискиот соживот во Македонија. Тоа ќе го аргументирам со тоа зашто гледаме ние, значи во Македонија освен нашите локални традиционални предрасуди, сега имаме нов вид на внесување на предрасуди, сега нели имаме интернет, имаме светски медиуми и така натаму, и сега одеднаш, значи некогаш и во Македонија се аплицираат некои предрасуди кои се можеби валидни, не знам, за Америка, за Блиски Исток или не знам за Русија или така натаму, туку тие не се вистина, значи за Македонија, но се аплицираат во таков контекст. Затоа треба да се држиме на она да ги наречам вака автентичните традиционални кодови кои мислам дека само преку тоа ние може да го сочуваме она што пак тврдам дека било добро со векови. Мислам вчера имаше еден напис за кражба на икони во црквата и ми беше многу интересна една споредба дека толку икони не биле украдени во текот на отоманското време колку што сега читаме по медиумите. Мислам споредбата беше и интересна сега. Јас како гледач или како граѓанин се чудам што е ваква спореденост, но значи како факт, значи сега има други проблеми што не сме ги знаели или не сме ги чули или не биле заведувани тогаш. Дали кампањите за соживот, за толеранција кои што државата ги поттикна има практичен ефект? И дали самото тоа што државата го презема, да кажеме, лидерството или иницијативата во контекст на зборување за мир, соживот, прифаќање, толеранција и така натаму, наместо тоа да го прават најголемите религиски институции, односно да го прават еве и МПЦ и ИВЗ, зборува дека можеби, иако тоа они го пропагираат, сите го пропагираат во своите религии, можеби не се толку успешни на терен. Зошто државата ја презема иницијативата, ми е прашање? Државата ја презема иницијативата затоа што главен предуслов да влезете во Европска унија и во НАТО вие да ви бидат решени меѓуетничките и меѓурелигиските проблеми, да ги немате тие проблеми. Државата е свесна за тоа и државата таа задача ја дава на религиската организација и на двете најголеми религиски организации. Значи тука имате класичен политички дел. Државата има возможи на религиските организации веронаука, има возможи во јавни училишта, има возможи враќање на црковен имот, а за возврат религиските организации сега треба да ја одработат религиската толеранција за да влеземе во Европска унија и НАТО. Сега, меѓутоа каде е проблемот? Сега религиските организации кога ќе се тргнат од сакралното, од светото, кога премногу се профанираат, кога ќе отидат кон политичкото, тука е проблемот и тука настанува проблем
проблемот и ќе дојдат особено кај во секоја религиска организација вие имате и полиберално и поконзервативно крило, тоа е се во ред. Меѓутоа вие кога ќе се доведете во ситуација за да добиете некакви политички поени во рамки на одработување на тој проблем, ќе ви се јават одредени несрекни изјави. Значи, може да дојде некоја несрекна изјава од страна на представник на синодот на МПЦО, да дојдете до една катастрофално лоша изјава на Реис Улема Реджепи дека сите албанци треба да живеат во една држава, што апсолутно нема никаква врска, нити со теолошкото, нити со никаков теолошки бекграунд, значи е класично политичка изјава, значи за да се добијат политички поени. За среќа немаше големи коментари, па некако се врати тоа, меѓутоа таква изјава на религиски поглавар може само да го запали бурето барут. И целиот проблем всушност е желбата да се влијае на целиот тој општествено-политички момент во Македонија и понекогаш може да се земат премногу големи овластувања. И главниот проблем, знаете, освен што е таа религиска толеранција дозирана, она е повеќе декларативна. Вие зборувате едно, меѓутоа правите друго на терен. Тоа е едниот момент. Вториот момент, се ви зависи од општествено-политички момент. Значи, вие кога чувствувате дека општествено-политичкиот момент е повеќе да бидете влијателни и да се приближите на политичката елита, давате такви изјави. Значи, сакам да се доближам до ДПА и не знам дуи. Или нешто да направам, ако се работи за МПЦ и ОА, па да се доближам малку до политичката елита што е на власт и така натаму. Меѓутоа, главниот проблем е се тргате од клучната идеја на светото и сакралното, она што треба да го имате, а одите према профаното и можете во многу не само да ја смирите целата ситуација, туку и да ја запалите. Такво нешто, колку само за пример, не може да му се случи на Ватикан. Значи, папата и представник на Ватикан кога ја дава изјавата, таа е одмерена изјава и секогаш во изјавата тој пред тоа 3 пати ќе се препрочита тоа што го изјавува и секогаш ако ги читате пораките на папата, секогаш се за мир и толеранција. Значи не може да ви се случи она што му се случи за жал на Реис Улема или на некои радикални крила на МПЦ, да речем. Можеме да прочитаме, имаме едно интересно прашање, дали постои, што мислите, дали постои свештеник или свештено лице од исламска верска заедница што проповеда разбирање и почитување на оние со различни религиони? Значи претпоставам мисли на терен додека има молитва. Да, секако, значи едно колку што сме, значи едно од фундаменталните знаења, значи и во исламот и во христијанството е да се разбере другиот и да се дефинира и од таму почнува, значи и диалогот и толеранцијата се прави само со знаење и ние кога не би имале, значи вакви свештеници или свештени лица, тогаш ништо од ова не би опстојувало. Тогаш вез ден би ни се испомешале овие работи. Сепак инцидентите говорат дека тие се во мал број. Но она што ме плаши мене е нивото на тоа незнаење и нивото на таа неискрена работа во ова поле. Значи, ова не е работа која би можела да се направи, не знам, со проектот, кампањи, со билборди и така натаму, туку е суштинска работа во која треба да бидат вклучени. Јас знам дека во Македонија имало неколку проекти, некои организации што прават со години, значи има посета на џамии од страна на христијани и вице верса и така натаму, па и предавања заеднички во религиските овие во богословија и во исламскиот факултет и така натаму. И тоа се тие практични работи што треба да се направат, мислам, и понатаму. Како луѓе кои што сте секојдневно во контакт со млади, дали можете да направите компарација генерацијска, значи каде е таа желба за религиски соживот, односно за прифаќање на поинаквите и разбирање на останатите, поизразена во постарите или во помладите генерации? Дефинитивно кај младите сите истражувања покажуваат дека постои и кај помладите и кај постарите генерации, значи таа идеја за соживот. Токму затоа што се и младите и сегашните генерации се воспитувани во тој традиционален христијански дух. Значи, знаете што, постарите генерации се воспитувани во христијански дух и во
духот на исламот, бидејќи тогаш имате далеку повисок степен на религиозност и така натаму, затоа што ние добивме многу интересни резултати за време на социјалистичка Југославија и за време на комунизмот, дури имате елементи на висок степен на религиозност и воспитување во рамките на тој религиски дух. Сега имате еден обратен процес на тој фундаментализам, враќање кон основите, значи имате и христијански и исламски фундаментализам како позитивна политичка идеологија, значи враќање на она подзаборавено, семеен ручек, семејна молитва и така натаму, и младите се воспитуваат во тој дух. Тука не е проблемот. Проблемот, значи, младите го имаат тоа чувство на љубовта како основна морална вредност и имате плодна почва да воспоставите религиска, не само религиска толеранција. Јас цело време зборувам дека со религиска толеранција ништо не сме направиле. Затоа што ако живеете во два одвоени света, ако во Македонија не успеете да дојдете во ситуација да имате мешани етнички бракови, ако во Македонија имате ситуација да целото средно образование ви е етнички тотално поделено на албански и на македонски училишта, ако високото образование ви е комплетно поделено, ние ништо не сме направиле. Значи не може да ви функционира општеството само ако се толерирате еден со друг. Мора да направите еден чекор погоре. А тоа е тој неоекуменизам. Значи да влезете во интеркултурна комуникација. Ако можеше тоа да го направи британското, француското, германското општество, сигурно може да го направи и македонското. Значи тука ние мораме да пробиеме преку религискиот екуменизам, па да дојдеме до една ситуација да имаме училишта заеднички универзитети и она што е краен, може би исчекор од целата ситуација, да дојдеме до, што сега на изгледа утописки, меѓутоа да дојдеме во ситуација каде што ќе имаме интеррелигиски бракови помеѓу представници на христијанството и на исламот. Значи имаме почва, меѓутоа треба многу да се работи за да дојдеме до една таква ситуација. Ви изгледа ли и вас исто ова како утопија? Да, само јас другачие размислувам, пак ќе наведам, значи ја не мислам дека одвоеноста е лоша работа, само треба на таа да се работи на знаење. Значи ништо од ова не може да се постигне без да се ние во Македонија, значи пред да се поделиме во религиски смисол, етнички, граѓански, социјален сталеж и така натаму, ние имаме и поделена јавност. Тоа е главната поделеност која после ги донесува сите овие поделености, така да мислам дека на тоа треба да се работи и пак ќе нагласам, значи треба да се работи на истражување на заеднички места, кодови, историски токови и судбини на овие два народа и религиски заедници и со тоа мислам дека би било подобро општата друштвена состојба во Македонија. Ова што го зборува колегата Рамазан, знаете каде е проблемот сега? Не е проблемот тоа што се они одвоени, него проблемот е што во Македонија е типичен пример на земја антиконверзија. Значи во Македонија вие немате конвертирање од христијанство во ислам или од ислам во христијанство. Знаете зашто? А во целиот свет го имате. Затоа што ако конвертирате, вие ќе бидете предавник на својот народ. И се додека постојат такви стереотипи дека вие сте предавник на својот народ и дека вие мора по раѓање да бидете христијанец, секој македонец христијанец, секој албанец припадник на ислам, имате проблем. Значи тоа го свати модерна Европа. Модерна Европа свати и дури конзервативните лидери од типот на Тони Блер и така натаму сватија дека не може така. Значи мора да влезете во интеркултурна комуникација. По мене, јас сум длабоко уверен, можеби не е проблем ако ни функционира два паралелни света. Меѓутоа секогаш ако имате два паралелни света постои опасност да тие се судрат. Ако не влезат во интеркултурна комуникација, јас мислам дека проблемот не сме го решиле, него само ќе го лечиме на некој начин со некакво толерирање. И затоа се залагам за таа, секогаш се залагам за таа идеја на европската идеја на интеркултурна комуникација. Ако можело тоа да биде во Германија, Британија и Франција, убеден сум дека може да биде да го направиме и во Македонија со голем напор и на политичката и на религиската и се разбира на нас професорите и вие медиумите. Ако може една Босна и ако може една Хрватска и Србија секој викенд да има емисија која што се нарекува екуменизам, која што трае 2 часа и каде што експерти зборуваат за тоа и вие ја бомбардирате младата генерација со елементи од екуменизмот и тоа веќе влегува во генетскиот код на младите, може да се успее, се разбира.
Јас ви благодарам за гостувањето во Зибра. Ова е само почеток на овонеделната дебата. Таа ја продолжуваме повторно од студио в петок, а се разбира во меѓувреме ги очекуваме и вашите коментари, вашите размислувања. Ова е тема која што не засега сите нас и ќе биде навистина интересно и убаво да ги споделиме размислувањата. Се гледаме повторно в петок. Пријатно.